Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, еве во ова сабота посветена на нашите упокоени браќа и сестри наши, се удостоивме да принесиме спасителни молитви за нашите многу почитувани, сакани и гумани, големи градителки, чуварки на ова Богом спасаемо светилиште, Калишко. Јас од секогаш и двете наши игумани ги доживував како две војводки. Дел од небесната армија. Армијата на воинствујушата црква Божја, која што војува со злото и таткото на злото ѓавол и против смртта, а за животот како најскап дар Божи. И тие во таа битка со гревот, страстите, ѓаволот и со смртта беа безпоштедни. На сите можни начини се разбира, нивното катадневие личеше на едно големо спремање за таму. Во секој ден од нивниот живот. И ние многу пати ке им кажевме, ајде, мајки гумани, застанете малку, одморете се. А мати Ирина во нејзин стил ке ни кажеше, ке се одмарам кога ке ме стават под плоча. Тоа е местото на одморот за калугерот, ама и за секој христијанин, ако сака да биде вистински христијанин. И така тие го печелеа лебот на животот и своето спасение, ама не само за себе си, туку за сите нас кои што бевме во нивна близина, сиот овој град и сиот овој свет, и сите што во него живеат. Не беа вистински пример за тоа како треба да личи подвижничкиот живот на еден православен христијан. Нека останат вечно запаметени, не само од нас кои што имавме среќа лично да ги познаваме, туку и како неизбришиво паметење на во умот на нашите деца и децата на нашите деца, како пример што треба да се следи, како пример од кој што не треба и не смее да се отстапи. Амин. Амин. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
Светому Духу, и нині і присно і во веки веков. Аминь. Духови Твоим, прокинем глас четврти, но светиите што се на земјата кон Твоите избраници, Господи, пати не сета моја желба, секогаш го гледам Господа од Ти на мојата десна страна, и никогаш нема да се понестам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле во Коринтијаните ќе се читам. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакал што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, те и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздавам целиот свој имот, да позволам телото да ме изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува,